Борба за подобар живот, по висок стандард, по квалитетно образование, по конкурентна економија, борба против корупцијата и криминалот, подобрување на инфраструктурата, подобрување на здравството. Премиерот Христијан Мицкоски дециден дека ќе направеле се што е во нивна моќ да го вратат достоинството на македонскиот народ и да го надополнат изгубеното време. Меѓу средбите кои тој ги одржа во рамки на посетата на САД по повод инаугурацијата на Трамп, беше и средбата со диаспората. Им порача дека мора да ја засилуваат врската, бидејќи така се штити македонскиот идентитет. И таа борба ќе продолжи. И тука нема запирање, бидејќи имаме како генерација дефинирана цел која што се стремиме да ја оствариме. Но таа борба за еден од најмалобројните народи во Европа, тоа е македонскиот народ, се плашам дека не е доволно. Дека ќе треба да победуваме и тука во Вашингтон, и во Њујорк, и во Брисел, и во Берлин. Тој упати уверување дека и покрај сите предизвици, оваа генерација ќе ги потврди илинденските идеали, ќе го продолжи делото на илинденците, на комитите, војводите, партизаните, а Македонија ќе биде најбогатата и најпросперитетната држава на Балканот. Македонското прашање конечно да добие своја разврска, бидејќи тоа не е решено. Тоа со векови тлее и трае и се уште постои. Затоа е многу важно оваа врска која што ја има татковината со македонците надвор од татковината да продолжи да функционира, да се засили, да биде уште посилна и уште повеќе таа соработка да ја креваме на едно повисоко ниво. Мицкоски, кој во САД отпатува за да присуствува на инаугурацијата на новоизбраниот американски председател, имаше бројни економски и политички средби за да лобира за интересите и напредокот на земјава, но и да бара поддршка за македонските евроинтеграции. Се сретна со председателот на Републиканската партија на САД Мајкл Фатли и еден од најблиските соработници на Трамп, Ден Бонџино. На средбите порача дека аргументите и позициите на владата се јасни за стратешкото партнерство со САД и администрацијата на Трамп. Мицкоски се сретна и со канадскиот бизнисмен со македонско потекло Ендру Пејков и со директорот на Тетер Джеси Спиро. Разговараше и со Ричард Гренел, поранешниот шеф на Националната разузнавачка служба. На средбата со помошник државниот секретар на САД за Западен Балкан Александар Касанов разговарале за предизвиците и европската перспектива на Македонија. Се сретна и со председавачот на советодавното тело за разузнавање на Трамп, Девин Нунес, и со бизнисменот со македонско потекло Крис Павловски, кој е собственик на Рамбл групацијата. Мицкоски присуствуваше и на одбележувањето на 30 годишниот јубилеј од постоењето на црквата Свети Никола во Њу Џерси.